класична реплика, него дополнување или до разјаснување на некои работи во овој дел. Мене сите овие работи ми се познати однатре и мислам дека сето она што го кажуваме со измените во организацијата на сите овие служби, не верувам дека може да се изведе на овој начин доколку нема суштинска промена во менталитетот и во професионалноста на луѓето кои ќе бидат ангажирани таму. Колешката Емилија кажа дека директорот на агенцијата добро е да не може повтор пат да биде избран. Јас баш обратно мислам, ако се покаже дека ја работи работата професионално, онака како што треба, јас би го оставил доживотно да ја работи таа работа, за да ги среди работите, затоа што се покаже, еве, ние ги менувавме директорите при промена на секоја власт и што заклучивме? Се беше политичко делување и секоја чест на професионалците што ги има таму, а ги има, тие имаат свое политичко мислење, но на вистински професионалец, верувајте, не му влијае политиката во работата што ја извршува. Значи, најважно ќе биде првите луѓе на сите овие агенции, служби и така натаму, се што имаме предвидено со овие закони, да бидат вистински професионалци, да ја работат работата како што треба, и јас сум да може барем 2 пати да биде избран, затоа што не е добро ако не може повтор пат да биде избран човек што професионално си ја врши оваа работа, и тоа на почеток. Сега ќе се покаже со првиот директор на агенцијата, ќе се покаже дали одиме во вистински правец. Исто така, ова со учеството на пратениците, не знам, различно го тумачат. Овде има и професионалци, пратеници, што независно од политичкото мислење, сакаат во државата работите еднаш да се средат во оваа служба. Затоа што видовте дека во сиот изминат период имаше злоупотреби во овие служби и многу невини граѓани на Република Македонија настрадаа. Еднаш за секогаш да почнеме професионално, да почнат овие служби професионално да си ја вршат работата онака како што им е дефинирано со закон. Уште еднаш ќе кажам, Ви благодарам. првите луѓе што ќе ги поставим, ако се тие добри, и службата ќе биде добра. Благодарам.